Улиците личат исто како и летото 1781, кога британските војници го окупирале Вилијамсбург кон крајот на војната за независност. Британците тука останале само една недела, а заминале на 4 јули, на истиот ден кога 5 години порано тогашните американски колонии објавиле независност. Тим Сатпин е директор на програмите по историја на Вилијамсбург. This is probably the beginning. Ова е веројатно почеток на нас, американците. Започнавме како британска колонија, се оддалечивме од британското потекло и станавме американци. Токму тука во Вилијамсбург. 350 актери го доловуваат британското присуство, прават камп и ги малтретираат колонистите, оживувајќи го времето од пред 200 години. Годишниот настан привлекува бројни туристи и љубители на историјата. Карл Каванан дошол со семејството од Њу Џерси. Одите по стапките на Џорџ Вашингтон, гледате што тие гледале пред 200 години. Прекрасна можност да добиете информации, но и да уживате. Колонијален Вилијамсбург се состои од автентични и реставрирани објекти на 120 хектари. Тие датираат од војната за независност, па дури од пред тоа, времето на првите британски доселеници кои започнале плантажи и основале колонија. По војната градот започнал да пропаѓа, но милијардерот Рокефелер го обновил на почетокот на 20 век, за да ја зачува атмосферата и идеалите на Америка од 18 век. Клајд Холман е градоначалник на Вилијамсбург. I think a lot of people think of Williamsburg and they think Многумина мислат дека Вилијамсбург е музеј. Тоа е, но жив музеј. Одите по улицата и сведочите за револуционерните настани. Одите на пазарот, дознавате за животот во градче во Америка. Сето тоа ви е на дофат. 3 милиони посетители кои ги полнат улиците секоја година доаѓаат не само да го почувствуваат животот на Америка во зачетоците, туку и борбата на новата земја да пронајде свој идентитет. Местото каде доселениците решиле да изградат ново општество базирано на еднаквост